Здраво. Во четврток на Василица почнува Европското првенство во ракомет за мажи. Македонија повторно е дел од елитата. Ние се спремавме со денови интензивно, ама јас имав искрено голем притисок и си направив една семинарска. Темите што сакам да ги разговарам со Кики и со Даре ми се многу битни, многу важни и се подготвив. Дека ја машинец, машински факултет си студирав, таму си спремавме скрипти и така ни одеше полесно. Добре дојдовте. Кики и Даре, веќе еднаш бевте гости, си разговаравме, се надевам дека сега, пошто темата ни е фокусирана на Македонија, ќе ги испратиме, ќе го најавиме првенството и ќе го испраќаме кога ќе можете да гостувате и да даваме интересни коментари, анализи и прогнози. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Во ова коронарно време, едни гости, други гости, некои позитивни, некои негативни, ние сега за сега тројца сме сите позитивни, ќе речам, настроени. Со енергија, така? Кики, ти почна и со Бутел со подготовките? Почнавме, да. Вчера пред се да ви посегам среќна нова година, среќни празници и успешна година. Со емисија, гледам се ширите добро, сега час, доста брзо. И така и да продолжите, така, да. Втор пат сум тука и драго ми што ме поканивте, исто и Даре втор пат. Така да више знаеме што и како е. Околу Бутел, да, почнеме вчера. Па со господ напред што би рекле, да, лека по лека. Третото место си е... Сега за сега е таргет, да. Така сакам и да остане. Плейофот ни беше, сега сме трети. Со не пренос на бодови у плейоф би било пожелно трето место за да заврши европското и фокусот на Македонија, па после ќе се занимаваме и со Даре, вие со аеродром малце подоцна ќе почнете. Не, ние прво, како што кажа и Кико, благодарам уште еднаш на поканата, ето и ние, и ја, односно сум веќе втор пат. Ние од утре стартуваме. Од утре стартуваме од причина што 12 почнува веќе првенството кај нас и моментално сме во борба за влез во плейоф. Така да се надевам, таргетот е тој да се влезе. Моментално сме пето место. Групата е доста интересна и така. Ќе биде интересно. Да, се надевам дека годинава ќе истраеме, дека коронава нема да не спречи во некои такви... Имам едно прашање после на тема корона, играчи, тренери, пошто е актуелно сега пред Европското првенство и ќе се навратим. И сега јас од семинарската... Ако, да, добро, ви, на крај ќе ти даеме оценка, ќе види. Даете оценка, да. Си подготвив еден мал вовед што ми е мене интересен, се надевам и на останатите ќе биде интересно. Прво за европските првенства и за ЕХФ. Јас, например, лично се изненадив кога пребарував и видов дека ЕХФ е основана 1991, значи како организација не простоела подолг период и е практично генерација со Македонија како независна држава. Така и сега јас тука имам запишано дека ЕХФ овде во македонските ракометни кругови е познат по еден добар навивачки слоган ЕХФ. И така исто нешто не поврзува и со Македонија, значи има доста сличности во развојот. Во 1994 е одржано првото европско првенство, учествувале само 12 екипи, шампион бил Шведска. Тој формат се одржал само на 4 првенства, потоа е следниот формат со 16 репрезентации, 9 пати и од првенството во 2020 година е предено на овој новиот формат со 24 репрезентации, нели, као цел на популяризација на ракометот, да им се даде шанса и на другите. Најмногу медали имаат шведјаните, 4 златни, потоа се меѓу поуспешните репрезентации Шпанија, Данска, Хрватска, Франција и интересно само уште 3 земји освојувале медали, тоа се, извинете, 4, Југославија, Словенија, Исланд и Норвешка. И тука некако завршува тој европски, се уште е така, Кики? Се уште е така. Освен Југославија. Освен Југославија што ја нема, ама интересно, на ова европско првенство цела Југославија е таму, и Србија, и Црна Гора, и Македонија, да. Така да ќе биде интересно, сепак Балкан има некои корења за ракомет. Мислам дека е така, ракометно тло некој, да, поготово Македонија, да, баш добро, да, квалитетно. Гледав едно интересно интервју со еден хрватски кондиционен тренер кој што кажува дека пример споредува балканското тло
пред се нели Хрватска, Србија, Босна, Македонија, Црна Гора, живееме во една нели економска нестабилност, за разлика од скандинавските земји, нели ги набројавме тука Франција, Германија, ама нон-стоп сме им тука некаде Им дишиме во врат. им дишеме во вратот. И ги мрсиме сметките, да. Па добро, еден фајтерски спорт е сепак ракомет. Ти како што каже и Кико, и Југославија беше нели неприкосновена не само ракомет, но и у други спортови. Еве баш мене ми е кеф што оваа година е присутен баш оној сите бивши републики, да кажам, не баш сите. Сите шест. Словенија, Сите шест, да. Сите 6 уствари, да. Прв пат што се дешава и баш онака, баш е окей. На што се должи тоа? Тоа некоја југословенска школа или некој наш балкански бунтовнички менталитет? Па ја би рекол тоа второто дека е, а не дека и порано имало, нели, било школа, се работело на некој наш систем југословенски, кој што, нели, после осамостојување и ние сме го применувале. Сега они го викаат, шпанциве како го викаат, не систем, него формација или не знам како го може, така да. нешто, ама сепак си останало на нашето, балканското. Балканско е балканско, како и да е, мора да ги пратиме трендовите, нели се, меѓутоа шмегот е балкански. Никогаш нема да биде шведска, нити па Франција, ние го имаме тоа како и да е. Поготоа кога ќе дојде нешто густо, искача балканското од нас, сигурно излага балканското. Ја и Бице кој што денеска од оправдани причини не можеше биде тука, се водешуваме на германската публика. Значи тоа е една публика со жар, со енергија, така. Како нашата, да бев ја у Австрија на европско исто, да не им си ти, нема нисто што да тропат. И се уште едно прашање тука што си го имам во семинарскава. Македонија е со години веќе присутна, ама сме далеку од медали. Што мислите вие, колку години сме далеку од медала? Математика со две непознати, да. Семинарска? Да, далеку. Најате, тоа може и далеку, ама не е толку далеку. Да не е приказна ако со датумов. Не, малце, ама некако да. Со датумов сега ќе видиме која, нели, секоја година датум добиваме и за ова исто. Секоја година сме на светско, на европско. Да, но што види, сме држава што мислам дека у рамките на тоа е добро и што сме учесници нон-стоп, што имаме еден континуитет, што сепак имаме и нон-стоп некои млади играчи, што наша држава, нели, па ги раѓа, што викам јас, со некој систем, со некои услови што, да речам, услови малте не, со неуслови, да, со неуслови, и напредок има, мислам дека најзаслужено е тоа што играат у странство. И таму се мислам дека повеќе со условите, нели, си ги прави својото да иде напредокот, да биде многу поголем. Така да тука малце кај нас е по проблем голем. Ама не знам што да кажам, стварно не знам. Систем секој посебно работи, немаме некој заеднички систем, сите да работиме кај што може да се врземе за нешто и да тоа биде без разлика од кој тим ќе дојдеш, знаеш што играш, за да направи еден бум у репрезентација, да е едно заедничко нешто. Значи Кики, според тебе е непознат. Да. Па, Можеме некоја рамка да кажеме дека у наредните 10 години ќе се бориме за медала? да го кажам дека во наредните 10 години се надевам дека, бидејќи верувам од причина што се поише и поише млади деца, наши деца ги гледаме како искачаат на терен и како веќе и оние карактеристики нивни се веќе присутни, и висина и снага и све. Може би и хранава допринесува у моје време, се јадеше, нели, ајвар, па останавме такви ниски. И сега некако идат све нагоре и нагоре у ракометот, тоа и треба, нормално треба и душа и срце и све. Фалат, како што каже и Кико, основна работа, подобри услови, не дека не мрднавме од некоја точка со ваучерите, со зборам од финансиски аспект, за да и тие наши играчи добијат нели некоја стабилност, некој хонорар, стипендија, како и да е, за да останат во тренажен процес и да не ни се откажуваат. Да. Исхраната е многу интересна. Да, исхраната е, ние немавме на времето ни суплементи, ни некои теретани кои што сега гледа, има напредок, затоа и верувам дека во литература до сега е све доста. Значи има и физиотерапевти веќе во клубот, има и лекари, има посветено, се работи во така, и нутриционисти, се работи со нив. Да. За разлика од наше време, затоа и верувам дека идеме и дека ќе почнеме за брзо време да се да речам да се умешаме у математиките. Да се качуваме таму, нагоре да се по скала, качуваме, да. па да.
Мислам дека не. барем може да се оправдаме, Јас да. според мене да. Кико е малце по... Јас сум оптимист. По на земја, не сум на толку Да, добро, да. Па добро. Тежок е патот, да. Тежок е и они идат напред и другите држави, не дека сите спијат, така да. Сега, вториот дел од семинарската ми е посветен на учеството на Македонија и досегашните резултати. Па имам вака извадено едно као резиме. Прво имам прогласена македонската репрезентација како најдобриот амбасадор на Македонија од било која сфера, македонската ракометна репрезентација, од било која сфера во животот. Спорт, култура, политика, не дај Боже, значи ги прогласувам јас лично, верувам ќе се сложите со тоа, најдобри амбасадори на Македонија. Ние сме присутни на светско, на европско, на светско, на европско, на светско, на европско. Што се однесува до европските надпревари, Македонија својот прв настап го имала во 1998 година, кога прв пат добила право, претходно немала право да игра квалификации, вие можеби подобро памтите, јас ова се барам низ архивите. И првото сме го завршиле на последно место. Интересен факт тука еден што најдов е дека сме играле во борба за тоа последно 11-12 место со Италија, а на Италија бил тренер Лино Червар. Многу интересен момент е, нели? Пошто Червар исто поврзан со Македонија, едно време нешто експериментираше, тоа уште не сме му го изанализирале до крај. После има неколку години на кои што Македонија нема настап и после од 2012 почнува редовно учество на европски и на светски, ама сега нели фокусот ни е на европските. 2012 во Србија сме пети, легендарно првенство, легендарни надпревари во Ниш, два легендарни надпревари во Белград со Данска пред 17.000 публика, со Србија пред 24.000 публика. Тоа е стварно едно достигнување и после тоа следи како еден благ континуитет, ама благ пат резултатски. Па следи вака, 2014 под водство на Обрван сме 10. 2016 повторно под водство на Обрван 11. 2018 под водство на Раул Гонзалес, страшен старт, први во групата, но потоа потоп и пак 11. 2020 под водство на Брестовац не успеавме да ја минеме ни групата. Дали такво нешто и сега може да не се случи? Да, се вртиме, да, нема врска, да, паричката мене ми падна, да, кај мене падна паричката. Сепак мора да го знаеме, онај прошла емисија кажав, доаѓа смена генерации, мора да сме малце поразбрани околу тоа, и не може едноставно ние да бараме нешто кога нешто не може да биде. Значи сепак тие деца се млади, до прво се афирмираат, дел од нив сега нешто живнаа малце од малце, се уште не се стасани, што би рекол ја, и тоа мора ние да го истраеме некако. Значи, заедно сите, цела јавност, новинари од сите, и да не биде тоа само напад, зашто тоа може да биде... И исто стручњаците, да, поготово тие од трибини што све знаат, значи од хирург до драматург до све. Така да, таа смена мора да се истрпи, добро да се изработи, добро да се изанализира све, кај што, како, зашто, и да се направи добра селекција на тие свано деца, дали заслужуваат кој плюс минус, нели, како сега што се деси, и да се работи тој систем еден, да биде сите да работиме заедно, да се знае за што се работи. Ме разбирате? Значи работиме за репрезентација, нормално, си имам лига, да го имаме системот и кој ќе му рече јас на Даре од аеродром, тоа играме 3-2, и знае кој што има задача, а не секој посебно да си правиме и после доаѓаш репрезентација, ти за не знам кој краток период колку можеш да смениш кај тие играчи, кој навикна не знам колку години да игра обратно, ме разбирате? И така, тоа е по мене еден дел кај што треба да се среди, да. Ќе направам сега као резиме, а ти ќе ме поправиш ако грешам. Значи, и да сме последни, ако играме со младите, ако играме добро, ако покажеме борбеност, ќе биде за тебе плюс. Никој не се љути на некого ако покаже карактер и борба. Ние се љутиме ако некој не се фрли по топка, не сега да трча, значи не треба да знаеш ти за да трчаш. Пошто нас стручњаците битат ни е рейтинг. Да, сега рейтинг, се знае кога се брга. Сега не може да го бргам, баш кај ова европско првенство, не знам колку е реално, ама Даре, сега, пошто ти ми го прифати предизвиков со математиката, Кики ми го избегна, ама добро одговара. Сега ќе ти кажам една мала статистика што ја извадив, ама и таа е интересна. Значи, Македонија, вака на прв поглед, нема статистика за фалење. Има одиграно вкупно 33 надпревари на европските првенства, има само 7 победи.
6 нерешени и дури 20 порази. Вака на прв поглед катастрофа. Меѓутоа слушај се. Разликата во головите е 815 дадени, 904 примени. Сега што е интересното? Дури на 20 надпревари, разликата на крајот била не поголема од 2 голови. За малце сме губели. За малце сме губели или за малку сме добили, или било нерешено. Пази, во 20 од 33 надпревари Македонија била егал со сите своји противници. Да, немало некој благ Интересен, голем. да, интересен факт е, ако земеме, сега Словенија, нели, 2012 беше еден за нас и 2018 еден за нас, така? Нашиот сега, овој противник, првиот шокираме, го баш тој... Така? Да. Со Данска беше исто така, зборам 2018 ли беше, сега не се сеќавам која година точно, но тука сме негде и јас ке се математички ние во корист. Ја од ова првенство, како што кажа и Кико, и баш ќе апелирам и до јавноста да не се напаѓаат одма веднаш, да се шо и да биде. Јас се радувам што ќе се даде една шанса да младите веќе го понесат тој товар, да се направи промена на генерации, затоа што е дојдено времето, можеби требаше и порано тоа, но Кире како еден лидер го презема сето тоа на свој грб. На свој грб, однапред што се вели, ги зема сите и позитивни и негативни коментари, човекот кој си работи професионално, според мене. Мислам дека се започна по Си има план, цврсто стои на земја, си ги избра. Така, ми е криво што короната не одмина како селекција, па и тоа за жал на последниот, у најлош момент, у последниот ден, но нема мислам дека нема да бидат, нема мотивот, драстична промена да биде, сепак, како што кажав, очекувам да младите конечно добијат едно искуство кое што ќе биде многу битно за понатаму. За оние 10 години што ги избориме дека очекуваме нешто да се случи, да почнат у континуитет, да дојде промена на генерација. Сега имаме искуство и млад кадар таму во таа репрезентација, имаме за прв пат и играч и селектор, кој што да не го заборавам Миркуловски тука, значи човекот секоја ческа има допринос на вида. Во наводници децата што доаѓаат има еден ваш заеднички производ. Денеска видовме дека е во тимот, дека ќе патува. Се надеваме дека ќе има минутажа, збориме за Марко Митев, производ на Даре, а сега под команди на Кики и супер напредува. Таа позиција ни е една дефицитарна, среден. Ја мислам дека и Кико ќе се согласи според мене наредниот Миркуловски, бидејќи баш онака е играч кој што оние кои што не ставаат нога он главата ја бута, така да не е само он, имаме ние многу, али пошто интересни перформанси, има срце, што е најбитно, што ига Даре, сака да игра, сака да тренира, сака да работи. Стискаме палци за Марко. Стискаме, да, и Имаше некоја ситна повреда на подготовките. до сега се што му беше, значи од минутажа дадено, мислам дека го оправда 90%. Бутел може многу да профитира ако има Марко минутажа, ако се спочеличи малце таму со Па сега изборот да. и Фала Богу, да. Гансен. Ние очекуваме дека тоа така ќе биде и се надеваме дека ќе го задржиме. Бутел, па што ќе биде, сега не знаеме. околу математиката, верували или не, од 2012 година до сега, иако сме имале еден куп настапи, за Македонија настапувале само 33 ракометари. Затворен круг. Тоа е тоа што реков. Така, само 33 ракометари. Тоа е проширениот список денеска на Македонија, има 35 ракометари. Значи некако низ изминативе години ние не успеавме, македонската ракометна репрезентација не успеа да ги воведува младите играчи. А имам и за тоа изведено евиденција и сега ќе ви кажам, само да си најдам семинарска да кажем. Ја мислам дека започна исто од Данилов, затоа нема ни спремни тоа што ни отидам. Еве сега како почнува подмладувањето, она баш буквално. 2016 се појавува Филип Кузмановски во составот. Талевски. 2018 Талевски, Велковски и Мартин Поповски.
2020 Танковски, Крстевски и Маджовски и Мишевски. Значи ние практично оној процес што викаме подмладување ни е почнат пред 6 години. Ама со по 1-2. Не, со 7-8 како Шведска што направи. По некоја случајност, меѓутоа да. И тие 1-2 имаа Сега допрва од тие пред колку години е првото, значи тие допрва се сега Фитил ајде и Италија, ти се допрва треба да го дадат она што треба да. Значи колку години. А кај се Мартини и останатите што се има уште многу. Сега сакам, обично знам дека тренерите не сакаат да зборуваат за поделни играчи, ама сега е друга ситуација. Сега зборуваме за Македонија, го најавуваме настапот на Македонија и сакам да ги поминеме по позиции. Кики ќе почнеме со твојата позиција со голманите. Имавме одличен тандем, короната ни го растури. Митревски е во врна форма, Томовски брани во Вардар, поготово во Лига на шампиони, одлични надпревари. Дали можеби тука сме најаки? Сме и мислам дека ќе останеме. Искрено, да. Мислам дека и ќе останеме, зашто Чаневски не дека се одбутели нешто, меѓутоа е стварно добра форма. Чаневски и Благоче Трајковски се замениха за Кизич и... така, и мислам дека ќе даде добар допринос. Чаневски Сепак е искусен голман и добра форма и така да мислам дека нема нешто посебно да бидеме нешто драстично ослабени или не знам што. Мислам дека тука ќе останеме баш онака како може и најдобра позиција што не е моментално у тимов. Да. А за другите позиции За другиве Даре ќе опрашаме за крилата. Значи десно ги имаме Георгиевски и Костевски, а лево со новата измена Маджовски и Цветан Кузмановски. Таму делуваме некако најслабо на... Некако да, пошто сме навикнати, не само што сме навикнати на Манасков, но според мене бидејќи ја бев баш на таа позиција играв лево крило, некако не само навикнати, него и страшна брзина имаше, која што за едно крило, нели, баш ми е жал што не може да биде дел од ова. Брзина, скочност, све, искуство, све што ви, да, дрскост, баш така, искуство големо, да. Не сакам во ниеден момент овие двајцата да ги, нели, но ете според мене тука ќе бидеме послави. Маджовски имаше малку проблем, игра доста во Пелистер, ама има малку проблем со реализацијата. И има, од друга страна, Цветан нели беше од Струга, дојде во Пелистер, таму беше, ако не се лажам, и таа една генерација, еден дел, една сезона и прв стрелец во Суперлига. Ама да не забориме, сепак има 17-18 години. сепак е европско првенство. Сепак е ова европско првенство. Рачето како играц? Нема Нема утакмици, да. Нема да затрепери. Рачето додека па на лев, ако идеме сега нели од крила наваму према бекови, сепак се радувам за Талевски. Ја и прошлата емисија кажав, човекот од надпревар на надпревар иде нагоре. И особено оваа според мене негова најдобра сезона во Вардар дефинитивно да. Што еве ќе присуствува на ова европско и ќе верувам дека ќе го даде својот максимум. И нема веќе да зборуваме за него дека е... И мене ми е драго на тие критики што сепак успеа да се пронајде, да се излине на све и да се вратува на форма што навистина ни треба. Така, гледаме дека и Кире има доста доверба во него. Значи овие неколку надпревари што ги играше после светското во Египет. Му дава и слобода, да, мислам дека има доверба во него и мислам дека и неговото влијание и во одбраната е доста исклучително. Тука сега е дилема Фитилјот, го спомна Кики. И мислам дека и тој многу добро напредува, игра во врвна лига. Која му е неговата позиција? Па најверојатно среден ќе игра, по мене, искрено. Имав можност да ги гледам сега пријателска со Израел. Па мислам дека ќе игра среден. Него треба да се искористи на брз центар на полуконтра. Тоа му е најаката страна по мене. Значи доста брз продаден, снажен и има едно бомба што игра до рака и тоа кај него треба да се искористи највише. За по мене тоа, не знам за други како биде, таму е Кире десно. За Кире нема што да збориме. Тоа он си знае, јас не знам за него, не можам да коментирам, сепак е Кире. Се смели задоволни од Велковски и од Серафимов? Јас одма морам да кажам, да, јас сум најзадоволен од Мацко, од Велковски. Јас ви кажам, не знам, нонстоп го зборам неколку дена,
И претходно дечкото е секоја чест. Созреа некако. Многу, значи така паметно игра, страшно нешто. Многу некој шпански стил ми има таков, знаеш, полека све некако све, ама све точно, све на време, сериозно Помалку изгубени добар. топки има од Њокасов, од Сериозно добро, да. Сериозно добар напредок кај Серафимов него. е мала енигма. Неговиот трансфер. Ти за Мартин не ќе кажам што ова, да, тука не знам сега Мартин што играм јас со многу време имам поминато со него и по репрезентација она у млади категории. Не знам колку е тоа што играат у таа втора лига, тоест прва лига, тие надпревари од колку се вистински и реални, не знам, што те по 30-40 разлика, дали тој дуел таму и тој квалитет, дали он може дали напредува или назадува, тоа не знам. Ќе видиме сега. Ја би сакал да напредува, нели нормално, тоа е свано дете што е квалитет и што Може би оваа година ќе му ја рачунаме малце како жртва, како влог, па се надевам, да, сепак е се уште млад, така, 21 година. 21 година, па така да ќе оставиме да видиме европско што како ќе биде, да. На пикери. Па ја мислам дека на пикери сме супер, според мене. Стандардните си ги имаме Столе И Жаре. Да, и Жаре. И мислам дека И сега, двајцата ни се супер и стандарди, Жаре може постандарден, ама некако во сите коментари, анализи, главен проблем кај нив е спорост. И неиграњето во... Па исти стил се пример, така се, Иста градба. иста градба, немаме немаме некој 2 метра со некој метров 70 различни па да размрдаш. Ти имаш во подмладокот таков, исто негов. Исто негов производ, да, тие се неколку деца што дојдоа во Бутел. Мислам дека и Столе полека се повлекува, по мене, да, таму е чисто ете за еден да помогне, како Кире и како Филип Миркуловски, да, со мала минутажа, меѓутоа да помогне колку може, познавајќи го доста добро, мислам дека ќе сака и поише да игра. Да, тоа има срце човек и мислам дека нема да биде седно да се инако. Како ќе игра Македонија во одбрана? не ги спомнавме само десните крила. Ја Десните морам крила, да кажам да, дека стварно ми се мислам дека ќе бидат на нивото и двајцата. Мене ми се допаѓаат и двајцата, така да Одличен тандем таму. одличен тандем, мислам Играат дека добро се во добри клубови, имаат минутажа, Да. играат Европа. Играат, да, континуирано и мислам дека на таа позиција ќе бидеме супер. Гоце е еден рутинер, одличен играч. Искусен, е искусен. Има поминато така да позади него е Костевски што мислам дека има добра школа од колку како што и добра поддршка и се стварно добар тандем. Добар тандем. Да. Да се вратиме сега на одбрана. Порано ги имавме Јоновски, Велко Марковски, значи такви класични дефанзивци, снажни, цврсти, сега некако како да... Па моментално немаме министар за одбрана што вика, или доктор за одбрана, немаме, мислам, класичен. Може би тука ќе биде најголемиот предизвик за селекторот. Па може би, па ја, еве како што разбрав и Јоновски, ако не се лажам, ќе биде приклучен на составот. Па на составот. интересно. Више кога збориме одбраната. Колку не знам колку би можело тоа да помогне. Да, стварно знак прашам. Па добро, али еве Талевски Ќе имаме една ретро репрезентација од Србија 2012. Може со оние дресчиња на тие старите да излеземе, да биде ретро више. Да видим. Шала на страна, да. Ама добро, Талевски имаме висока постава. Јас ги анализирав надпревариве сега откако дојде Кире, значи оние квалификацијските двата со Данска, со Финска и со Швајцарија. И мене интересен впечаток ми остави Кузмановски кога игра таму, како го викате вие тоа, петка. Значи човекот таква антиципација, пресечени топки, борбеност. Не дека не играат овие. Како со други очи го Значи не дека, сега не, муаветот беше да. 6-0 одбрана. Да, 6-0, не дека нема, не играат одбрана. Значи, меѓутоа само да кажам, немаме не сега моментално како Јоновски, еден таков да речеш дека е само за одбрана. Ме родиш или како што беше Велко Марковски, да немаме таков. Иначе игра. Да, да, повреда нешто. Да, беше, да. Да, по мене мислам дека Петен ќе биде. Само што сакам да кажам. Да, по мене клучна ќе биде Петен. Друго одбраната. Но ќе видиме, нели, сепак. Фала Богу, со секоја утакмица ќе си има своја тактика, нормално е тоа. Кој ќе оди напред најден?
Па има од Фитев. Добре, важно. Кузмановски. Мишевски таму игра. Мишевски не го спомнам. Мишевски. Да, ама мислам дека Кузмановски, сега тоа што гледав нешто, мислам дека најдобро исполнува. Мислам дека Мишевски нема да игра напред на 5-1, мислам дека нема таа брзина за 5-1. Да, делува споро малку. Иначе, ете, поздрав до дечкото и тој е производ на аеродром, Да. иначе да го поздравам, да. Ми е баш мило. Па да имаш за частење. Твое Па, дете на Јоровска. Гаси, ајде, дојде да се почастиме, да. Добро, кажа, полека се. За частење. Ето. Да. Се е математика. Млад дечко е, така да ќе видиме. Малку еве пак со моја математика и статистика. Македонија под Кирил Лазаров има условно кажано само еден пораз од Данска. Има неколку контролни, ама тоа е со Бетим. На Кире му е добра статистиката да сега. Па тоа Победничка. Победничка. Па тоа би требало за еден менталитет, Појшо, да. Така. Менталитет да се. 605, ако не се. Да, ама овие кои ќе ги израчунаме Египет, Србија сепак беа Б репрезентации. Не, стартот беше топ со Данска и тука нема што да се Да, прави. Борис Трајчев. Што да се прави муабет понатаму. Сакам да кажам дека и оваа селекторска позиција која што му е дадена, не случајно му е дадена. Иако нели може фали дополнително искуство, но јас ќе кажам едно мое размислување. Мојот прв тренер беше Горан Лозановски. Оние не знам дали Кико го памтиш. Го помни мој прв тренер беше го. Човекот беше во една... Да, значи, беше тренер играч. И мислам дека е една предност во однос на другите екипи. Кога, нели, кога ќе падне мотивот кај другите, тука е тој за да крене работава. Што го немаат другите репрезентации, нели? Кога сакаш да влезеш, не можеш ти као тренер. Во мене некако ми дава, не можеш да влезеш. Разбира? Виж, не ми тек да... Сама може да повлече на бран сите вие. Сега ќе се регистрирам таму. Сега ќе се регистрирам и ќе си оличам дресчи. Ама сакам да кажам дека мотивацијскиот дел е предноста на оваа репрезентација што го имаат Кире како селектор, бидејќи тој е во две улоги сега, не е само нивни татко и селектор, него и баш и оној кој што и со нив е и на терен, и капитен и све. Така да им дава, според мене, голема сигурност ќе им даде во играта и подршка, така да оние што ние го кажавме со Кико на самиот почеток, да добијат момциве, оние што ги очекува во наредните години да настапуваат да носат Македонија кој што треба, да. Може да испадне тактичка предност. Сите го земаат тоа како една неизвестност, анализираат дека можеби тешко ќе се снајде Лазаров на таа улога, а може да биде една мала тактичка предност. Може и за исто и за наша екипа што ига, може да не подцени некој, ништо не се знае. Сепак европско првенство, тоа е. Ако ги гледаме, ја и бицемолце коефициентите пред надпревари, не се баш добри. Не се добри. Некогаш и поубаво, да. Поготово сега со последниот список малце уште полоши стана откако нели испадна Митревски поготово. Да, беше и најдобар голман нели прогласен сега во Португалија за оваа сезона. Да ја погледнеме сега малку нашава група. Ја имам две гледишта на групата. Никогаш не сме имале подобра група. Данска сме ја победиле. Словенија сме ја победиле. Црна Гора сме ја победиле. Значи никогаш не сме имале подобра група. Ова е оно оптимистичкото гледање. А не дека составите се овочки, така? Така. Второто, ајде да не кажам реално, песимистичко гледање, е дека сме послаби скоро од сите. Пошто ние сме многу млади, неколку многу стари, и 4-5 кои што некако цело време се под притисок дека се млади и дека треба да повлечат, а никако да повлечат. Од друга страна имаме Данска, една феноменална репрезентација, една класика, еден стандард можеби да се каже за врвни резултати, не за средно ниво. Имаме една Словенија која што изобилува со талент, поготово на централна бековска позиција. И имаме една, условно кажано, Црна Гора која што нешто била многу патриотски настроена, па тоа им било плюс и јас тука малце сега се... Како гледате вие на... Тоа е кратко ви кажав. Да, борбата ќе биде меѓу нас и Црна Гора у принцип, така? За 20 и место. Да, некој место.
Данска секогаш атакува на медал. Тука нема што се лажеме, а Словенија е у последниве години у еден добар подем што би Имам дел од семинарската за Словенија. Кажете, па јас. прашаме, да. Е наистина добар подем, значи таму се гледа дека нешто се сменило пред неколку години и се на стварно добар пат со добар континуитет и како што кажа ти таму водат средни како што знам како да имаат некој вишак, знаеш, нешто го немаме, они како подкала по еден друг да не знаеш на сладки маки да си кој да игра, знаеш. И еден откажал да Слушнав во еден исто интересен подкаст ракометен дека во Словенија сега вие ќе ми кажете пошто работите и со млади категории. Кога ќе видат дечко што е мал, низок, слаб, не го тераат на крило, него на среден. А кај нас некако одмоди на крило. Обичи како што е ако си мало дебело или браниш или си пикер. Сега не знам што да кажам, само у принцип сега крило јас по моje никогаш не сум стел ниско крило, не сум поготово не сум стел. Значи барам сака високи крила, да, мој идол. Исто јас сакам долги раце и екстремитети, значи долги за да има нели аголо, но предаво сам на среден него било каде. Даре? Ти ги ставаш на крила, те гледам вака. Па не. Зависи од перформансите што ги има. Баш и јас еве експериментирам на тој начин или центар зависи од рачето. Што кажеш. Да, зависи што има, ако има визија, грео да го пикнеш па на крило. Зависи, ако не се плаши, ако е пробивен, нели, тогаш е печен за на центар. Па после ќе си каже времето, бидејќи збориме за млади категории, како ќе се изгради понатаму. Сега мојата семинарска за Словенија. Анализиравме малце за Љубов Ранеш. Има многу, пошто сакавме да ги споредиме и репрезентацииве, ама и тренериве. Колку е низоко? Он е низок, да, понизок е од мене, значи ја можам да си играм на Колку е центар. низок се прашав, да, Да. не колку е вистина. Да. И сега, он во една своја изјава, вистински джентлменски, ја испочитува Македонија. Ама ја па дека семинарски правам, малце сум подрзок и се потпирам на математиката и еве како ми е мојот однос кон Врањеш и кон Словенија. Со Словенија сме играле 8 пати. 3 пати на светско, 3 пати пријателски, 2 пати на европско. 4 порази, 2 победи и 2 нерешени. Но на европските првенства е 2-0 за Македонија. 2 пати по една разлика, мислам. 2 пати по една разлика. Во Србија легендарната за пето место 28-27 и 2018-та 25-24. Значи според мојата математика Македонија ќе победи 27-26. Така доаѓа? Еве, кики. Не, си има снимање, камера си има, све се нема лаж. Математика. Па, уствари, ова е снимано после на превод. Заврши 27-26. Една кладба се изгуби, знам сега за празниците, сега да видиме. Кладбата околу празниците е за друга тема, значи е поврзана со сарма руска и полумаратон. Па сега види, сега ова е другата кладба. Јас сум оптимист. Јас сум оптимист и ја верувам, искрено да кажам, верувам Така. во А имам после вториот дел од со Словенија и семинарската. баш би бил Најбитна работа е првата најбитна утакмица, е, а да. мислам дека тука момците ќе покажат Ќе покажат карактер, да. Има карактер кај нив. Ќе ги мотивирани се Секако се мотивирани. Секако се мотивирани. Мислам дека ќе биде на Вујовиќ вика Македонија е многу интересна репрезентација, во еден надпревар може да победи секого. Надпреварот со Словенија за нас е еден надпревар. така е. Зашо играм јас? Тука е еден надпревар, европско првенство. Кај знаеш кој како ќе стане Савајле? Баш како си аутсайдер уште побо немаш да изгубиш. Да, уште 5 минути имаш, колега. И сега јас сам се прашувам дали има основа оваа математика. И сега кладилниците викаат не. Коефициентот за Словенија е 1, за Македонија беше Они ретко грешат, ама овој пат ќе сгрешат. сега е веќе 15 од како испадна Митревски. Врањеш има таква слобода од зборевме од избор на играчи да не ги земе еден Бомбач, еден Шоштарич, еден Ферлин, еден Габер. Зверови сите. Составот ќе му биде базиран на среден, иако има плејада, му останаа 3, пошто еден испадна, Скубе, Заравец и овој талентов од Барселона, на кој што Врањеш нешто исто многу му верува. Некако слаби ми се на голман, Кики, не знам дали ги пратиш нивните голмани, Лесија, Кастелич, нешто. Па слаби, тоа е една школа
Ама не... Да, нешто, да, не е нешто. Да, не Вау, те- меѓутоа си има Да, некоја... Ландин Хол, Да, сега, дали го си од... Милосављев, нешто. Дали го си од тоа ниво, меѓутоа си се нормално онака. На лево крило имаат играчи што доаѓаат од Словенија. На десно имаат двајца врвни, Јанс од Барселона и Маргуч. И са пак бековски они исто таласаат. Лево Мачковшек и тој странец од Хемингвеј. И десно Доленец кој што е, да речам, еден слободен пат во кариерата и за мене непознаници известни десни бекови Грошель и Цехте. Цехте ми е познат. На пикери ги имаат, сум го напишал, Дрварот од Алјаска. Дрварот од Алјаска, Благотиншек, Вид Потеко и Сухолежник. Некако не сум воодушевен, стварно има добри имења, ама Многу е битно селекторов како ги склопи. Коцките, да, како ќе ги постави работите, да види кој со кого може. Словенија, за разлика од нашиот македонски ракометен континуитет, има подолг и побогат континуитет. Има 3 настапи на олимпијади, ние не сме имале. 9 пати на светско, ние помалку. Имаат освоено 4-то место. 3-то место има 2017. Да. 12 настапи имаат на европските, ние имаме, ова ние 7, така? Имаат второ место 2004-та, додуше биле домаќини. Ние не сме биле домаќини на европско, кој знае како ќе биде. И Србија која беше домаќин беше второ, така? Сега, од 2020 некако и они бележат послаби резултати, а јавноста веќе не е така трпелива кон Врањеш. Они има еден циклус на квалификации за Олимпијада кај што не успеа. Во последното светско првенство кај што ние блескавме, се замислија двајцата, кај што ние блескавме, они беа девети, ама со серија на порази во втората фаза, нешто слично како и ние. Пројдоа групата моќно и после пораз. Ја се извадив уште една аналитика. Постигнуваат во просек 28, а примаат 27 голови. Тоа не е импозантно тоа. А како си иначе со работа? Слободен сум. Јас се нудев на Иве Марковски, ама кај Иве Марковски ја и Бице се нудевме, пошто од него имаше проблем со ростарот. Значи, центар кој што работи у меѓувреме и статистика и десно крило 2 метри Бице, Калман, така? Сега вие немате проблем со позиција, ама статистика може. За статистика ги не. И ај сега евен последното прашање. Има ли една ваква врвна селекција као Словенија, пошто нели сега ние во фокусот ни е Словенија, Данска и Црна Гора ќе ги разговараме после надпреварот со Словенија. Има ли една таква репрезентација кога ти Даре би водел тим, па еве би го водел и овој тим што го имаме, каде би ги барале слабите страни? Ај вака сега ќе почнеме од Даре. Слабите страни, па ја мислам дека одбраната е нивната послаба страна. Има побрз напад, ако така гледаме, според мене. Сега не знам, може грешам, но мислам дека треба, ако сме во напад, да умртвиме нивната, односно да не им даваме брз проток на... Како би ги нападнал ти, словенци? Би ги нападнал дефинитивно од, кажи го, од бековски позиции. Од бековски позиции, според мене. Многу тешко прашање. Тешко, така, се ми нашли. Да, ова некако... Бековски и евентуално, ако тоа не ни тргне, нели, и Пикер ако не успева, тогаш десната страна би ја пробал, односно да завршува... Кај Кире. Па не, десните крила. Да, од кај Кире од таа страна. Ја имам впечаток дека генерално во последно време, поготово па еве и Вардар и Пелистер ги пратиме малце поинтензивно на европска сцена, и па и Македонија слабо ги користи крилата. Не мора да значи, зависи која како. Не, тоа се дел од тактики некој, зависи од одбранбени поставеност на другите екипи. Сепак има и таму доста филозофија, затоа прашањето не е толку просто. А по мене мислам дека клjuč ќе биде одбраната и ја би, што знам, мора да се пресече оној средниот играч, значи што би рекол Даре, протокот да не му се се разигра, да ги разигра бековите нели Пикери, се права некоја 5-1 одбрана, да се одбраниме и
полуконтра и контра да ни е оружјето. Со поставен напад, мислам дека пак ќе си имаме Макановци. Ја имам една теза, а базирана на искуството на овој нашиот Скубе во Вардар. Ако они се потпрат повеќе на Скубе отколку на Макуц и на Заравец, а така делува, пошто нели кај во Словенија не е тајна дека бомба испадна поради Скубе. Така? Скубе сака да кажува малце. Скубе сака да кажува и очекуваме дека ќе му дадат повеќе простор на Скубе да ја води екипата. А ние па видовме дека и во Вардар, поготово во Вардар, иако Скубе е еден стварно гениален играч, кога е малце под поголем притисок од одбраната или од еден поснажен одбранбен играч, дека не е така корисен за екипата. Дали има Па може, ти си по статистика видиш. Ја не сум го приметил можеби тоа, не сум го анализирал, не сум имал нели прилика да играм против него или да треба некоја екипа да играм против него. Меѓутоа, секој кој има притисок нема лесно да игра. Затоа викам, ако се искочи напред да се покрие централниот да искубе и останатите двајца, да се прекине протокот, да не се дозволи да се разиграат беко и пикер, да се одбраниме полуконтра контра. Да постигнеме брзи голови по мене тоа. Да избегнеме Да се влече брз центар, значи да се трча сами, да се дозволи таму измени имаат, мислам дека една и две. да избегнуваме поставен напад, Кики. Се не може да се избегне тоа и тоа мора да се игра, меѓутоа ова да ни биде, мислам дека најако оружје ќе ни биде полуконтра брз центар и тоа. Сега од друга страна, кои се нашите најслаби страни? Немаме слаби страни. Даре? Пази, Кики математички, он гледа 22, 23, 24 место за Така, немаме. Може би сме малце во одбраната послаби во однос на нападот, но стварно тешко прашање, не знам. Не знам. Дали оној надпревар со Данска може да биде некаков репер за иднината на македонската одбрана? Ја запревме Данска. Оде во Скопје. Ја запревме со голема поддршка од голман. Дефинитивно, затоа е голманот урахме преку пола екипа што вика. И ако имаме добра поддршка и сега, што мислам дека ќе имаме, се може да се случи. На крај сум од семинарската, имам уште две прашања. Баш како звони. Да. Еве, исто од ваш ракурс од клупа. Влијанието на судењето. Со Џоле имавме еден многу убав разговор, многу зборевме за тоа, за влијанието на судиите, за правилата, за тоа како публиката, како играчите гледаат, дали ги пратат до крај правилата. И сега јас, еве, и тоа ми е фактор. ЕХФ ги делегира за надпревар од Словенија, Македонија, австрици, да, Радојко Бркич и Андреј Јусуфходжич. Црногорците. Не можеше некои поубави австрици да ни легираат или Не се лоши, не се лоши. Мислам дека не се лоши. Да. ќе очекуваме ли влијание од судиите или таа тема ја затвораме? Дефинитивно, игра кај што големо влијание имаат судии. Да, мислам таков спорт е. Спортот е. Може намерено или ненамерено, не може да кажам, меѓутоа е таков е спортот. Одлука да можеш од три страни да гледаш и си да си управа. Така да. Баш така, да. Од публика стално се управа. И кажав и за голф. Мислам дека за овој првиот надпревар дека судиите нема некого да оштетуваат. Мислам дека ќе Ти си ја гледаат својата се работа. гледаат својата работа, да. И предпоследното прашање, публика. Немаме информации, обично македонската публика фаланга е емотивна, притисок, патува. Касим Каменица во едно интервју кажа дека публиката правила преголем терет врз Македонија. Можна ли е да е тоа вистина? Мене не ми делува дека. Као притисок дека им прави голема пулна сала. Кога ќе дојдат 2-3 во, не знам, во Па, Дебрецин и дека ќе бидат под притисок. Па не може тоаш. Баш напротив. И ја мислам, па тоа ќе беше све затворено, немаше да има публика кој така спортот. Значи, И видовме како се игра без публика година дена беше. На Касим Каменица му е криво што не е тренер во Македонија. Па затоа, да. У Горажде. Видовме како се игра сега без публика, Секој катастрофа. еден играч тежне е да игра во клуб кај што има една публика како Вардар, Како Македонија? Вардар играше колку време на крилја на публика, на тие моменти кога ќе се качиш, кога ќе направиш серија од 2-3 гола, ќе однесе публика готово, после мислам дека не може да сопре, замисли кога празни салите даваш гол, ништо не се слуша. Танг, лепа го на топка да и мислам хорор филм, хорор Хичкок.
Дај Боже деновиве да добиеме потврда на тоа дека дел од македонската публика ќе биде во Дебрецин. Врањеш па обратно од Каменица кажа дека не сака да гледа на македонска фаланга 500 македонци, тројца словенци. Искрено веќе неколку пријатели мои разбрав дека ќе што ме радува што Тоа беше да добро. Има. Ајса да има на трибини. Не, има. Да, баш денеска, случајно така, разбрав дека ете се слушнавме дека ќе одат, нели? И мислам дека ќе има посетеност повторно, а таа е нашиот најголем мотиватор. Да. Понашно Седми играч, што викам. 7 на 6. Кире играше и со Данска и со Швајцарија доста 7 на 6. Тоа мислам дека беше кратко време за нешто да промени. Сега не видов нешто такво, не знам што да кажам. Мислам дека нема да не знам стварно. Мислам дека нема да го практикува тоа, но ќе видиме. Се никош може нема е тука за таа брза измена, што е многу битно, ама и тоа и од голман зависи. Ама може, не може да се... Во четврток, некаде околу 7:30, 7:40 попладне, овој целиот разговор ќе добие смисла или не? Јас се од тука одам во Моцарт, мислам, има најдобар коефициент за 27-26 Македонија против Словенија. Кики, прогнозирај. Немам прогнози, не сакам ништо да урачам, сакам само да победи Македонија и тоа ќе биде супер и за нас и за сите. Даре? Да биде убаво. Ја би дал на победа за Македонија, нормално. Резултат? Резултат 1-2. 1-2. Ти кажи 2, ја 1, па кој ќе победи ќе части што Пастор Мајлија. Купано, ете, сакам да биде така, искрено верувам во дечкиве што се таму, им посакувам многу среќа, особено за првиот надпревар, да испадне во наша корист. Дечки ви благодарам. Мислам дека нешто чепнавме, разјаснивме. Навистина ќе биде целото првенство голема енигма. Нема да се знае до последен момент со кои состави ќе излегуваат. Да, не се знае дали е реално или нереално, меѓутоа мора... Реално, јас сум под притисок да не прочитам дека некој нас нема да игра, камоли самите играчи, и Кире, и стручниот штаб, и другите репрезентации. Многу репрезентации се веќе без своите клучни играчи, така да првенството ќе биде такво. Ќе биде такво што ќе биде. Време во веќе 2 години не држи оваа корона. Се согласивме сите дека колку повеќе ќе ги гледаме Митев и Кузмановски и Костевски на терен, толку Македонија повеќе ќе ја исполни својата цел, независно од местото на крај кое ќе бидеме. Убаво ќе бидеме да бидеме до 16-то, затоа што после ќе ни биде полесно за квалификации за светско, ама... Мислам дека и на самата ракометна федерација и на Мукаитов му е јасно и човекот прв ја дава таа поддршка за развој на младите, значи за таа промена на генерација. Мислам дека резултатот е веќе во втор план. Мислам дека во прв план... Безрезервна поддршка имаат, мислам, треба да го искористат. Можеби за прв пат имаме еден таков, како да кажем, еден преќутен став дека не ни е битен резултатот, битен ни е настап. Тој треба да го сватиме еднаш кога секогаш кога се јавност, случува нештото, дека така треба да биде. да Кај нас може да биде тоа 2 дена за утакмица да се деси нешто да се смени кај нас, знаеш да почнат да се... И па мене ме интересира сега на 27-26 коефициентот дали ќе се смени во кладилница. На 27-26, на тој резултат. Ке видиш, ке не пишеш. Кики, ти благодарам многу. Даре, ти благодарам многу. И ќе се гледаме после надпреварот со Словенија. Ќе го донесам во четврток. И ќе донесам и частење поради резултатот. Одиме на победа.